Почитувани студенти, почитуван ректор, почитуван декан, почитувани професори, дами и господа. Академската наобразба е круната на долгиот образовен процес. Секој млад човек што решил да го мине тој пат, некако природно знае дека така да ја наречам, последната фаза од неговата наобразба не е само испит на персоналната зрелост, туку и конкретно профилирање на идната професионална подготвеност и стручност. Вие денес, почитувани студенти, го правите првиот чекор во ова ново поглавје во вашите животи, а јас пак ја имам честа и задоволството тука пред вас и вашите ценети професори да ви се обратам со некои пораки што сметам дека ќе бидат важни во вашиот понатамошен образовен ангажман. Сферата на безбедност, иако релативно млада во големото семејство општествени науки. Денес веќе е етаблирано научно подречје, кое што по однос на динамиката на развој, интердисциплинарноста и мора да признаеме актуелноста, е особено интересно, но и важно за обсервација и изучување. Економските и социјални противречности, интегративните и глобалистичките тенденции, цивилизацијските и културолошките разноликости, како никогаш досега, има катализиращи ефект врз безбедносните трендови во кое било општество. Независно дали се работи за националната, регионалната или генерално глобалната безбедност. Сведоци сме дека во последните декади драстично се зголеми безбедносните ризици и предизвици како по форма, така и по содржина. Тоа пак од своја страна е наметнува потребата од општество за поинтензивно трагање на институционални, нормативни, концепцијски и структурни одговори кои ќе понудат адекватни одговори на заканите. Во тој контекст, науката има посебно место и улога. Пред отприлика 2 години, на еден научен собир посветен на безбедноста рекол дека науката е своеделен мотор на практиката. Стожер без чијесто визии и идеи е невозможен како било прогрес. Тоа мислење не сум го променен. Исто како што и понатаму цврсто верувам дека секоја одлука и активност која што го игнорира стручното знаење или експертското мислење во соодветната сфера по правило носи само лоши резултати. А времето тоа секогаш го докажува заедно со скапата цена при тоа што мора да биде платена. Токму заради тоа, почитувани студенти, сакам да ви порачам дека не треба во ниту еден момент да имате сомнеш во важноста на вашиот избор, да го заокружите вашиот образовен пат во ова реномирана и академска институција. Да не видам погрешно разбран, а не да зборувам за тоа дека постојат помалку или повеќе важни научни области и дисциплини. Туку зборувам за фактот дека безбедноста како научна дисциплина, доколку безрезервно се препуштите на истражувачкиот дух, ќе ви понуди безбројни можности од кои што понатаму во животот можете да имате само полза. Во овој смисол, бидејќи се наоѓам на чело на институција чиј што делокруг на работа се токму различните безбедносни сегменти, што во годините пред вас ќе ги изучувате на факултетот, дозволете ми да го кажам и следно. Министерството за внатрешни работи отсекогаш било и ќе остане отворено за широка и континуирана соработка со вашиот факултет. Пред се во име на заедничките цели што ги споделуваме, практично имплементирање на високообразовните и едукативни стандарди согласно современите трендови во областа на безбедност. Јас сум свесен дека во годините наназад, особено во последната декада, направен е стравичен дисконтинуитет по поглед на привлекувањето на кадри од вашиот и сродните факултети во редовите на Министерството за внатрешни работи. Онаму каде што природно би требало да се направи некаква првична селекција. Штетата од сето тоа е заедничка. Во периодот пред нас ќе мораме силно да се потрудиме да ја прекинеме таквата практика. Министерството за внатрешни работи, јас како негов раководител и тимот што го предводам, сме решени да ја преиспитаме досегашната кадровска политика и да создадеме простор за можен работен ангажман на најквалитетните професионални профили од областта на безбедност. Во крајна линија, длабоко сум убеден дека институционалната ефикасност и функционалност, меѓу другото, многу зависи од следењето
и практичното имплементирање на новите научни сознанија и искуства од постојаната едукативна надграда на вработените, како и во осмислено системско давање шанса на млади, образовани и амбициозни луѓе. На крај дозволете ми уште еднаш, почитувани студенти, да ви посакам успех во натамошното образование. Пред вас се незаборавни години, искористете ги до максимум и благодарам на внимание.